почитувани слушатели и гледачи на Радио што се гледа, Радио Пела. Вие ја следите нашата секојдневна програма од 11 до 13 часот на фреквенцијата на Радио Пела и секако се запознавате со актуелностите, со новостите и пред се слушате убава музика. Да подсетиме дека во теке гласањето по повод нашата анкета за манифестацијата 13 величествени што Радио Пела традиционално ја организира. Оваа година имаме 13 номинирани за таа награда, односно за таа титула највеличествен прилепченец, но имаме и категорија за 5 млади. Знаете дека од вчера почнавме со кратки разговори со номинираните. Освен граѓани на Прилеп, тука се и фирми, компании, издруженија, институции и така натаму. И меѓу номинираните оваа година е единствениот женски камерен хор во градот, кој има име Керамија. А што значи тоа име, но и што значи номинацијата на хорот во оваа категорија, ќе разговараме со диригентот на хорот, Катерина Поповска, музичар, професор и диригент. Добре ни дојде. Добре најдов. Добар ден. Прво да ви посакам среќни новогодишни и божикни празници и на вас и на сите што нас слушаат. Здрави, живи и берикетна и успешна година да имате и вие како радио. Благодарим. И вие како наличен на професионален. Благодарам. Вие минатата година, една година прославивте, одбележавте од вашето постоење. И што е она што најзначајно е за 2024 со оглед на тоа што имавте многу настапи? Најзначајно е затоа што освен да речеме настапувањето од ривијални средби и од надпреварувачки карактер, имавме и еден, да го речеме, годишен, макар да тоа ни беше на година и пол од постоењето концерт наш. Целовечерен. И мислам дека тоа беше јаготката на шлагот што сакавме да го исполниме, што ни беше целта, дека мора да излези нештото. Целовечерниот концерт, успешно реализиран, безпрекорно и со гости, надвор од Прилеп, да речам, и со посетеност од нашите прилепчани, па имаш и гости што се надвор од Прилеп. Да, како редакција сведочевме на тој убав концерт, со оглед на тоа што и прекрасниот хор Битвокс беше дел од Битолчаните, но и двајцата градоначалници, што ете така. И секако исполнета сала. И тоа беше големо изненадување за нас, што прв пат на некоја манифестација, мислам, ние ги поканивме како... Да, ама без протокол, без протокол си беа присутни. Така. Супер. Сега интересно и карактеристично тоа што ние разговаравме во интервју пишано, меѓутоа, ајде и за оние што сега ќе не гледаат и слушаат, да кажеме што значи камерен хор и зошто овој хор го носи името Керамија. Да. Камерен хор, значи самото име кажува дека е нешто поразлично од мешовит хор, значи од голем состав на хор. Камерен хор е помал состав на членови, на хористи. Сега без разлика може да биде и мешан камерен состав, може да биде и еднороден, како што сме ние, пример женски или само машки, така натаму. Значи, состав кој што, пример, фигурира 12 членови, 10 членови, 14, така, значи тоа е помал. Не, тоа е веќе голем, масивен состав на. А Керамија? Керамија, името Керамија, пак да се повторам, барајки како јас да го крстиме нештото што ново настануваше, да не биде пак да се повторуваме прилапон или нешто со Прилеп поврзано. И истражував, и затоа што пола и варошанка сум јас од едната страна, по мајка, и истражував како и многу имиња. Ајде сега вака, ајде сега така да видим, и видов дека Прилеп, значи не е само Прилапон или Пелагонитиса или не знам како некои називи што веќе ни се видени познати. Керамија е стара античка населба која што фигурирала на задниот дел на Марковите кули, Заград денеше. Добро функционирала, но кратко време постојувала.
Сега, како што ни е пример Хераклија, како што имам податоци читано, значи Битола тука имаме керамија. Меѓутоа е малку истражувана и затоа нема многу наоди податоци. Така. Така, и сега логото, примери од Хоров, ако никој сака да не види на Facebook страната, ќе забележи дека е една како наушница. Тоа исто така најдена кај Свети Атанас црквата што е Варош, затоа што знаеме дека Варош е место каде што имаме голем број цркви. Така. И е значајно место и за прилепи, општо за Македонија, сега не знам колку се свесни нашите прилепчани за сето тоа. И сега, наушницата што е пронајдена е до црквата Свети од 14 век. Свети Атанас во Варош, таа е разурната црква, меѓутоа и таму е најдена таа наушница, така? Да, тие се сигурно во депоа во Белград, ми се чини како податок, така нешто читав, пошто ги немаме тука во. Значи вие покрај што ја популаризирате музиката, да, хорското пеење, камерното пеење, преку самиот наслов вие популаризирате еден значаен археолошки, односно историски локалитет тука во градот, што исто така почитувани гледачи и слушатели, земете го предвид, па слободно кога ќе го посетите нашиот интернет портал и денес гласајте за нашата гостинка. Знаете дека правилата, односно за хорот, знаете дека правилата се такви, една личност може да гласа само еднаш, што сметаме дека помага за транспарентноста во самото гласање. Да. Кате, што ќе го исполни, што ќе ја исполни агендата работна на хорот Керамија во 2025-та? Во 2025-та не сме уште почнати со работа, така. Меѓутоа уште сум во разгледување на нов материјал да се собери. Јавно сакам да ги поканам секој, значи рамуабет за женски пол, пошто машки немаме. Кој сака да, значи професионално се занимава со хорско пеење, значи како дисциплина, дојдете, пријавете се, пишете на страната, ќе се извршиме аудиција. Дали имаат музичка подготовка претходно? Не мора да имаат музички образовани? Не мора да имаат. Кај мене во, да речам, во составов како што сме, повеќето се аматери. Меѓутоа имале нижо музичко, кој пијано, кој хармоника и горе-долу поголемиот дел имаат познавање ноти, имаме и неколку колешки што се дипломирани со академија. Така. И сето тоа ми допренесува да ми ја олесни работата. Сега имам и членки што се подолго време со мене, затоа што јас не работам само со овај состав и претходно со други состави. Така. И тие се цело време со мене. И веќе знаат да читаат ноти, ме разбираат тоа што зборувам, буквално се описменети. Практично самата хорска работа ќе придонесе и за едукација на членовите. Да. Али е добро, значи добро е чисто за ментално да се, како ми викаат, леле ние овдека, значи готово се расположуваме, се опуштаме, во смисол, оти си насочен на работата, ништо друго не те интересира. Еден вид јога за мозокот тие хора, буквално. Так. Имаш и физички подобрувања, така да, и психички подобрувања. Дишење, развивање глас, се, буквално. Учиш ново нешто. Дали колку го следиш гласањево? Сабаљево го приклучува. Да, добро. И дали имаш фаворит за кого гласаше? Гласав од младите. Добро. За Лина Димковска. Добро. И посакувам успешна. Така. Успешна иднина. Така, како млад, за Лина како Димовска. Димовска. А од категоријата кај што бев недоминирани, гласав за екосвестото на свест за прилеп. Аха, спас за прилеп. Спас за прилеп, да. Така. Како би ги поканила еве нашите слушатели гледачи и зошто би требало да гласаат за вас? Зошто би требало? Слободна волја нека биде. Не мора така. Јас тоа. Битно е битно е што сме допреле, така. И што еве пак допираме до прилепчани и освестуваме дека има нов момент, дека има нешто ново што се случува. Така. Да, затоа што јас сум благодарна и на девојките, на жените што се во хора. Така. Значи чисто такви ентузијасти во ова време реално ретки се. Ние ќе ги очекуваме вашите новости. Да. Ќе чекаме покани за новите настапи, ќе чекаме да споделите за вашите гостувања и надвор од градот, можеби надвор од Македонија, на градите. Да. Ви посакуваме многу успех и се гледаме повторно
по некој убав повод. Ви благодарам за поканата, здрави и живи, секое добро. Благодариме.